Саботно издание на вестите на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Со инвестиција од 150.000 денари, локална самоуправа Росоман ги одводнува подземните води кои направија штети низ неколку куќи во Росоман. Интензивно се работи на одводнување на подземните води од Римскиот водовод и Стопанската чешма, кои предизвикаа проблеми и штети низ неколку куќи во Росоман. Ова акција локалната самоуправа ја реализира заедно со жителите и веќе се чувствуваат првите резултати, информираат од секторот за односи со јавноста при локална самоуправа Росоман. Оттаму додаваат дека претходно се исчистени браздите, но при самото чистење со раздвижување на картините раздвижени се и подземните пропусти, па настанате повторно проблем со вода во куќите на жителите кои веќе го имале проблемот. Целиот зафат за одводнување според локалната самоуправа чини 150.000 денари и до овој момент и без изградени шахти со досегашната интервенција веќе се чувствува решението на проблемот во делот куќите. Во делот на нивите, информираат од локалната самоуправа, каде се уште има останато води, ке се чека на проектот за атмосферска канализација. Одводнувањето низ куќите за нас беше приоритет, па затоа моравме прво да реагираме таму за жителите да немаат проблем дома, стои во соопштението од секторот за односи со јавноста при локална самоуправа Росоман. Општина Неготино објави јавен повик за пријавување на материјални штети на земјоделски насади од ниските температури на територијата на општина Неготино. Општина Неготино објави јавен повик во кој ги повикува граѓаните на општината, на кои ниските температури кои ја зафатија општина Неготино во периодот од 27 до 29 март за овошни насади и 20 април за лозови и други насади им има нанесено материјална штета, истата да ја пријават во просториите на општина Неготино. Пријавувањето на штетите може да го извршат секој работен ден од 8 до 16 часот во периодот од денес 6 мај петок до 4 12 мај во архивата на општина Неготино. Лице за контакт од општина Неготино за пријавување на штетите е Митко Толовски, контакт телефон 076 212 094. Барањето за настанати штети може да се достави и по електронски пат преку пополнување на пријава за излез на лице место, која може да се превземе на општинскиот веб-сайт negotino.gov.mk и да ја достави на емейл адресата на општина Неготино info@negotino.gov.mk. Покрај барањето, пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакцијска сметка и доказ за сопственост на имотот, односно имотен лист. Нетипично пак ниските температури во месец мај и во изминатите 2 недели ја зголемија продажбата на грејни тела низ продавниците за бела техника. Нетипично за овој период најмногу се бараат греалки, панели, инвертори. Навала за грејни тела има во продавниците за бела техника низ Македонија. Слична е ситуацијата и во Кавадарци. Поради ниските температури изминативе 15 дена голем е бројот на граѓани кои купуваат греалки за затоплување на домовите, велат од продавниците за бела техника. Жителите кои веќе ги исчистија своите грејни тела и ги кренаа во подрум солинарите, мислејќи дека и дојде крајот на грејната сезона, сега потенцирајќи дека ова не е типично за месец мај, бараат привремено решение, односно грејно тело кое ќе им послужи за ладните ноќи во мај. Некарактеристично за месец мај во нашите салони најмногу се купуваат грејни тела. Од продавниците за бела техника потенцираат дека побарувачката им е зголемена дури за 80%, но и покрај тоа имаат резерви на грејни тела. Покрај греалките барани се инверторите, иако граѓаните обично нив ги купуваат на зима или во лето, деновиве голем е бројот и на нарачки за нив. Годинава порано ни почна сезоната на продажба на инвертори. Граѓаните ни велат дека планирале летово да купат инвертор, но бидејќи сега нема како да се греат, купуваат некој месец порано. Климауредите веќе не се толку барани, речи си сите купуваат инвертори оти можат летно време да ги ладат домовите, а во зима да се греат и кога температурите се под нулата, велат продавачите на бела техника. Цените на греалките се движат од 1000 до 9.000 денари во зависност од моќноста. Од специјализираните продавници велат дека најмногу се трошат панелите со цени од 3.000 до 4.000 денари.
Стапката на смртност од малигни заболувања ја искачи Македонија на второто место во југоисточна Европа и трето во Европа. Во Македонија годишно од рак се разболуваат над 7.000 луѓе. Во Македонија од рак се разболуваат над 7.000 луѓе годишно, додека умираат и до 4.600 заболени од карцином. Во последните 12 години стапката на смртност од малигни заболувања е зголемена за 9%, односно за 5 години бројот на смртни случаи е двојно поголем, така што во 2008 година од рак починале 2.788 луѓе, а во 2012 година таа бројка се искачила на 4.625 пациенти. Според оваа стапка на смртност, Македонија е на второто место во југоисточна Европа и на трето во Европа. Кај мажите најчесто се јавува карцином на белите дробови, простата и на дебелото црево, додека кај жените ракот најмногу ги напаѓа дојката, матката и дебелото црево. Овие заболувања најчесто се јавуваат во средината и подоцнежната возраст, иако се повеќе се симнува возрастната граница. Најмалиот пациент кој годинава бил лекуван на онкологија има само 3 години. Овие алармантни податоци биле доволен повод по иницијатива на 5 здруженија на болни да се формира алијанса на пациентски организации и невладина организација која ќе биде фокусирана кон намалување на прераната смрт на болните од рак, подобрување на квалитетот на нивниот живот и продолжување на годините на преживување со воведување нови цитостатици. Алијансата ќе се ангажира и за воведување на единствен регистар на болни и програми за следење и преживување на болните, за намалување на стигмата дека ракот е неизлечива болест, како и за зголемување на едукацијата, особено на болните, за нивните права како пациенти. Од клиниката за онкологија и радиологија потврдуваат дека бројот на болни од карцином расте. На нивната клиника само лани биле вкупно лекувани 6.000 пациенти. Наспроти болестите кај човекот се шири болеста јазлеста кожа кај говедата во Македонија. Ја има низ 8 општини, меѓу кои и Демиркапија. Препораките за заштита важат за сите општини во земјава. Москавично се шири болеста јазлеста кожа кај говедата во Македонија. За 2 дена се регистрирани 43 нови заболени крави, со што бројката заклучно со 6 мај се искачи на 235. Според прогнозите на Агенцијата за храна и ветеринарство се смета дека за еден месец би можеле да бидат заразени 3000 животни. Болеста јазлеста кожа е потврдена во 8 општини, вкупно 12 животни во 10 од гледувалишта манифестирале клиничка слика, а 235 се афектирани, истакна на пресконференција директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Според него, засега екзотичната болест е локализирана само во Источна Македонија, ја има во Демиркапија, Штип, Василево, Босилево, Радовиш, Струмица, Ново село и во Делчево. Поповски информира дека реагирано е навреме и се чека набавка на вакцина која не смее да се даде на кравите пред појава на болеста. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека е почнато уништувањето на болните животни и дека сточарите ќе бидат обештетени за убиените грла. За да им бидат исплатени штетите, фармерите треба да поднесат барење до Агенцијата за храна и ветеринарство. Проценката се прави врз основа на уредба со која се пропишани сумите, но ако сточарот не се согласува со сумата, се врши комисиска проценка. Парите за исплата на штетата се обезбедени од буџетот на агенцијата. Оттаму потенцираат дека болеста која ја пренесуваат инсекти не е опасна за луѓето, но дека многу е заразна за животните. За да се спречи неизино ширење, издадена е наредба сите општини низ Македонија да си направат прскање против комарци. Во сила остануваат и другите заштитни мерки за превенција, меѓу кои е и забраната за работењето на сточните пазари, забраната на транспортот на животните без дозвола од ветеринар и за напасување на говедата во периодот од 19 до 8 часот наутро. Во чест на 29-тото издание на Републичкиот надпревар на детски и младински хорови и оркестри, синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе се одржа свечено отворање.
Градот на грозието и виното Кавадарци вчера и денес беше градот на хорската песна и оркестарското музицирање. Во рамките на 29-тото издание на фестивалот и 6-тото по возобновувањето во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе, своји настапи има околу 1500 ученици од основни и средни училишта од цела Македонија. Свеченото отварање на фестивалот се случи синоќа со обраќање на председателот на Советот на фестивалот Илија Тренчев и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Кавадарци е домаќин на меѓународниот фестивал на детски и младински хорови, оваа година по втор пат и оркестри. Ова е 29-то издание, почнувајќи од далечната 1965 година, или 6-то од возобновувањето од кога е овој градоначалник на чело на локалната самоуправа. Сметам дека ова представува голема чест и одговорност да се негува хорското пеење во Република Македонија, да се продолжува традицијата, затоа што тоа се настани кои што сепак и даваат посебен белег и одбележи на нашата земја, па тоа сме ние препознатливи. Целта е да се што повеќе дечињата ориентираат или насочуваат кон активности во насока на пеење, на свирење, нели, на спортување, да на некој начин преку овие настани што помалку им оставиме простор да се занимаваат со другите работи. Нормално, организацијата и одржувањето на ваквите настани секогаш представува голема одговорност, макотрапна работа која што многу кошта, благодарение на сестрното залагање на градоначалникот и советот и секако на бизнис секторот. Ваквите манифестации добиваат своја живост, свој тек и се трудиме од година во година, значи да даваме се понови содржини, да се збогатуваат тие и овој фестивал од година во година да станува се подобар и поуспешен. Посебно сум задоволен од фактот што уште во 2009 година, кога се кандидирав за градоначалник, една од моите лични цели беше возобновување на многу културни и спортски настани кои што има масовност во својата позадина. Еве по шести пат, како што кажа председателот, ги возобновивме со финансии од локалната самоуправа, секако и од многу донатори од општина Кавадарци. Го возобновивме овој културен и едукативен настан во Кавадарци, бидејќи има надпреварувачки карактер. Чест и задоволство ми е што во Кавадарци денес, во текот на денот, веќе видов многу младинци, многу деца, многу ученици кои што шетаат, се дружат со нашите ученици од градот Кавадарци. Со тоа правиме уште еден исчекор, значи покрај она што го учат и потврдата на нивното знаење во делот на уметноста, пеењето и инструментите. Тие го прошируваат своето знаење и своето богатство од другарчиња од Кавадарци, па и од другите градови, бидејќи не другаруваат само со кавадарчани. Значи, би рекол, од аспект на држава и од аспект на локална самоуправа не многу финансиски средства, правиме голема работа која што го има во суштината и воспитниот и образовниот сегмент, секако нели и културниот сегмент. И можам едноставно само да се заблагодарам на председателот за неговата организација, за тоа што гледам дека дечињата се задоволни и се надевам дека еве жирито кое што е така едуцирано, кој што е врв на македонската музика, дека правилно ќе одмери за да немаме на крајот лутење, бидејќи сепак тука е категорија на деца и децата тебе да се согласат со одлуката на самото жири. И на крајот еве да им посакам на сите присутни добар предстој во Кавадарци, убаво да си поминат и секако да однесат некоја награда по дома и по нивните општини. Свечената академија беше збогатена со настап на оркестарот на Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Ралеп под диригенство на наставникот Звонко Богев, хорот Хармосини, кој негува источно црковно пеење од Скопје, и малата група од фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата Иван Мазов Климе. За резултатите од надпреварот ќе информираме во наредните информативни емисии на КТВ. Дали и понатаму ќе продолжат ниските температури и нестабилното време на крајот од вестите во временската прогноза. Утре времето ќе биде сончево и топло, а попладне ќе има локални поројни дождови и појава на грмежи. Дневната температура ќе се движи од 17 до 24 степени.
Во почетокот на наредната недела времето ќе биде постабилно и потопло, со максимални дневни температури и до 27 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на вашата КТВ.